Добро вечер, почитувани гледачи, и добро дојдовте во најновото издание на емисијата Од станица до граница. Васко Трајков и Тони Аврамов ќе ве дружат во наредните минути, а во емисијата ќе можете да гледате изложба на Дејан Мачуков од Богданци и на Цветан Караѓоргиев во Пионерскиот дом во Гевгелија и извадоци од промоцијата на Мимица Јосифовска, Искрена љубов и солзи, книгата за која што пред една седмица направивме и краток прилог. Ве поведувам во најновото издание на емисијата и бидете ми здрави, живи и весели. Од тука и ве поздравувам. Што е добро кратко трае, знај, но нашево нема да престане. Само сакај ме, биди до мене, после се што ние двајца поминавме. Само сакај ме, биди до мене, после се што ние двајца поминавме. Ако има надеж, ако има трошка надеж, ко првиот ден да сме јас и ти. Ако има надеж, да се роди нова надеж, ќе бидеш до мене љубов ти. Сме јас и ти. Ако има надеж да се роди нова надеж, ќе бидеш до мене љубов ти. По лицето траги од маскара и талогот кафе остана. Та горчина што ме убива, можеш да ја замениш со насмевка. Та горчина што ме убива, можеш да ја замениш со насмевка. Насмевка. Ако има надеж, ако има трошка надеж, ко првиот ден да сме јас и ти. Да се роди нова надеж, ќе бидеш до мене љубов ти. Ако има надеж, ако има трошка надеж, ко првиот ден да сме јас и ти. Ако има надеж, да се роди нова надеж, ќе бидеш до мене љубов ти. До мене љубов ти. Цветан Караѓоргиев и Дејан Мачуков со заедничка изложба во Пионерскиот дом од Гевгелија. Цветан, како гласеше насловот на изложбата? Многу интересен, затоа што навраќа во детството. Да, сеќавање во детството. Зошто токму ваков наслов? Сега нормално е, нели, дека мотивите, темите се такви, предпоставувам, затоа што ги гледам овде и сликите, меѓутоа зошто се одлучивте на таков чекор? По сите сакам да се навратиме во тоа безгрешно детство, да избегаме од проблемите секојдневни, метежот, работните обврски и во колорит различен да представиме
сеќавањето од детството. Така, јас морам да прашам затоа што и ти тоа го кажуваш, значи детството е сепак безгрижно, така? И во вашите слики исто така. Да. Дејан, колку слики се изложени на изложбава и кој е концептот пред се? Па на изложбата има околу 20 слики, може би и повеќе, затоа што беа плюс некои додадени, затоа што имавме дополнителен простор и така се снајдовме за уште плюс некои две слики, така да може да се 21-22 некаде. Овој концепт дојде случајно во еден разговор, онака чисто седевме на кафе и се случи спонтано, но околу темата. Инаку за проектот одамна се договаравме за да биде нели некаков проект снимен и документиран тука. Инаку како осеќавање од детството беше дадено за тоа што едноставно сме малце нели натрупани од секојдневниот живот, од сите проблеми кои што се случуваат околу нас и решивме барем на кратко вака малце да помислиме на детството и да се навратиме во тој наш период и да ги заборавиме сите проблеми нели и едноставно да ги користиме оние бои кои потсетуваат баш на тој еден безгрижен свет. Така, техниката на изработка? Техниката е најразлична, значи акрил на платно, масло на платно и комбинирана техника со емајл бој. Цветан, Дејан рече дека се работи за проект, за каков конкретно проект се работи, затоа што е заеднички, дали имате финанси од некаде, затоа што јасно ни е колку чини една слика, колку време треба, меѓутоа и колку средства да се направи. Значи, моите дела се создадени пред многу години и како некоја колекција и тоа е како дел од темата осеќавање од кога сум бил помал. Зошто не знаеме ништо за Цветан? Може ли нешто да не кажеш за тебе? Па може не јавноста не знае за мене уште. Не сум академски образован како него. Така. Се бавам како хоби, ми е едноставно. Зошто и ваква комбинација, може да прашам, Гевгеличанец и Богданчанец? Па одамна се познаваме со Цветан, затоа што сме иста генерација, пораснавме, одамна се знаеме и така едноставно, нели, овие патишта не спојуваат и ќе не спојуваат до крај на живот. Така, колку од твој аспект, затоа што ти си академски граѓанин, колку еве на некој начин самоуките ликовни уметници го наоѓаат патот во ликовната уметност? Па види сега, овој период на образование, значи до некаде да го подобрува нели уметникот во некоја смисла, уште малце повеќе, но тоа што е внатре во тебе останува. Едноставно ти ако го негуваш уште повеќе, тоа ќе се надоградува без разлика дали си образован или не. Но сепак мој предлог или мислење е тоа што дека за разлика од самоуките и образованите има некој нели процент на едноставно по искуство, односно запознавање на некој, да, но повеќе од историја на уметноста, значи повеќе знаење од таа смисла. Каде е Дејан денес? Моментално сум тука, значи се вратив од Скопје, дипломирав и сега работам во Средното општинско училиште во Богановци како професор по ликовна уметност и едноставно ќе видиме што ќе биде понатаму, како ќе се одвиваат работите. Ова, почитувани гледачи, на крај го прашав затоа што Дејан, нашата публика, односно нашите гледачи го знаат уште многу одамна. Едно интервју со портретите, ми се чини Дејан дека беше, лично во твојот дом го реализиравме пред многу години, може би има и 10 години. Бев на крајот средно некаде 2013 година беше тоа. Така. Благодарам уште еднаш и да редите успеси, односно да изложувате што повеќе. Благодарам.
става чест и задоволство да ја отворам изложбата на Дејан и на Цветан. Да ви се представам, јас сум Јанев Александер, исто ликовен уметник. Почитувани присутни, посебно ни е драго што вечерва одвоивте време да присуствувате на овој настан. Вечерва ќе имаме можност да ја посетиме изложбата на Дејан Мачуков од Богданци, дипломиран ликовен уметник на одсекот сликарство, кај професор Благој Маневски, и Цветан Карагеоргиев од Гевгелија, кој уште како мал истражувал и има желба за ликовната уметност, поточно за сликарството. Нивните слики значат со една топлина и близкост на безгрижното секојдневие, односно на безгрижното детство. Секогаш кога сме загрижени, се подсетуваме на детството, односно на безгрижното детство. Да кажам, двајцата мои колеги со оваа изложба не подсетуваат и не враќаат во детството. Сликите се акрил на платно, доминираат светлите бои, како нашите светли денови од детството. Vidi brod što tone, vidi brod što ti vidi brod što tone, a ja svo nego. Ti vidi brod što tone, vidi kako ti gledaš brod što tone, a ja svo nego. No veke nema da si, ovoj brod što tone, nema da go spasiš ti. Po mene ti si, no veke nema da si, ovoj čovek tone, gdje ti fali nekogaš. Vidi brod što tone, vidi kako ti gledaš brod što tone, a ja svo nego. Do mene ti si, no veke nema da si, ovoj brod što tone, nema da go spasiš ti. Boli to što so vreme, nekoj ke te spomne tebe, ke kažeš te da baš si mislev ke uspete, i ne te krivam
мисла вели: кога некого го допира љубовта, тој човек станува поет. Во суштина на оваа реченица лежи и вечерашнава наша оправданост зошто сме овде. Овде на промоцијата на книгата Искрена љубов и солзи од Мимица Јосифовска. Наместо добра вечер, драги пријатели, вечерва сакам да ве поздравам со добре дојде и да ви кажам како и јас се најдов во оваа приказна што се нарекува промоција. До ден денешен не бев ја среднал од Мимица, ама не знам колку пати исконтактиравме телефонски за да се создаде рецензијата за книгата. И пред тие контакти, како да зборував со човек што го знам од секогаш. Срдечна, едноставна во речта, комуникативна и секогаш полна со разбирање. Така ја почувствував, така ја запознав и денес. Инако, греф ке биде ако не кажам дека сепак за неа најмногу дознав од нејзината поезија и од нејзината проза. Вечерва ќе ве поведеме во нејзиниот свет, може би суров и тажен, но премногу искрен. Свет во кој освен љубовта владее и тагата. На нели животот постојано ни приредува изненадувања. Вечерва сепак сакам да кажам, ајде ние да му приредиме изненадување на животот. А во тоа изненадување на животот ќе ве поведат Марија Нешковска, Марија Павловска, Мартина Георгиевска, Васка Евтимова, градскиот хор Гординија од Евгелија и распеани евгеличани. Те чекам. Поглед кон часовникот. Само уште еден час до нашето видување. Поглед кон прозорецот. Те замислувам со цвет врака. Поглед кон вратата. Те очекувам. Срцето силно бие, дали тоа е љубов или... Го слушам звоното. Срцето се посилно чука. Но тебе те нема. Го нема твојот лик, го нема цветот. Само кратка порака. Не чекај ме. Почитувани присутни, добро вечер од мене. Вечерва мене ми припадна честа да кажам збор 2 за Мими. Не ја нагласувам
како Милица Исусовска, затоа што чувствувам како многу блиска и заради тоа само мили, за тоа што за мене се само мили. Причината поради која што сме собрани е добро позната. Тонија најави промоцијата на незината книга Искрена љубов и солзи, кое што е второ дело. Со Мили се запознавме многу одамна, ми се чини дека сигурно 20 години. И тоа познанство прерасна во пријателство, кое и ден денес го негуваме, иако во последно време поредко не се надевам дека ќе го смениме и ќе ги зачестиме нашето друштво. Денес предпоставувам дека повеќето од вас знаат дека е нејзин роден ден, еве јас јавно да ти го честитам, среќен роден ден и да се славиш уште многу родендени. А таа на овој роден ден самата на себе си го подари најубавиот подарок, тоа е промовирањето и давањето на книгата. Познавајќи те, знам колку си среќна, знам колку си радосна, колку си исполнета, знам колку трепериш во моментов и дел од тие чувства ги чувствувам и јас. Имав прилика да прочитам дел од поезијата во книгава и она што ми остави најсилен впечаток е дека преку стиховите ми успеала да го изнесе најемотивното од себе. Читајќи ги некои од песните, на кои повторно пак и пак се навеќав, ме наврати во минатото, ме наврати во годините кога нашите дружби беа секојдневни, кафе пеењето и долгите разговори. Ме наврати, ме подсети колку борбено, трезвено, пркосно, силно и се спротивставуваше на судбината која животот не знаеме, нели, што ќе ни донесе, а ти и прекосеше на твојата животна судбина. Ме подсети дека треба да се бориме за собствената среќа, ме подсети дека животот треба да се цени и да се сака. И да не должам повеќе, Мили, ако пишувањето те исполнува, ако пишувањето те прави среќна, продолжи, твори, изнесувај ги емоциите, испразни ја душата, ако со тоа си олеснуваш. Останува само да ти посакам успешна и плодна работа. Благодаря за внимание. Морски песок. Сама со поглед кон морската ширина. Нежни звуци. Морето покрива свој тајни. Некој звук ми ги тргна мислите. Звук кој доаѓа од морето. Глас кој се бранува тихо. Лик кој не се заборави. Со коса влажна, тело растреперено, скршено, моите прсти го пишуваат твоето име во песокот. Силен шум ме натера да погледнам повторно. Крик се слуша далеко во морето. Бара спас, бара утих. Не можам да се подморам. Позната силуета се приближи во мене. Го гледам твојот лик. Збуната го свртувам погледот. Се прашавам дали е сон или јава. Поглед во песокот. Се плашам дали повторно да погледам. Ладен мравна записка ме освести, но и твоето име го избриша од песокот. Време. Долго седам сама, долго те очекувам. Уште колку долго да мечтам. Осамена, но полна со надеж. Скршена, но се уште весела.
Чекам и те очекувам. Мечтам и те сонувам. Сама, верна на својот сон. Ранета, срцето затворено. Те парам со очи, те посакувам со душа. Те чекам. Лажна љубов. Кога ноќите се ладни и небото покриено со звезди, помисли, сети се. Кога сонцето ќе огрее и росата го разбуди денот, помисли, сети се. Кога дождец ќе зароси и ветер ќе подугне, помисли, сети се. Кога си тажен со скршено срце, помисли, сети се. Ни снегот не може да ја скрие твојата љубовна тајна. Ни сонцето не може да ги стопли твоите празни зборови. Ни дождот, ниту ветрот не може да те разбуди. Помисли и сети се за лагата и љубовта наша. Мене ми припадна овој пат задачата да дадам стручно мислење за книгата, за оваа книга што ќе имате в раце за некоја минута. Кога ќе ја земете в раце книгата Искрена љубов и солзи, вие нема ни да насетите дека в раце држите два живота. Еден е оној со кој разменувате пријателства, а другиот е оној во кој оставате спомени. Парадоксално или не, секој од нас живее за иднината, носејќи ги во себе спомените или реално се што останува од нас е само споменот. Дискурсот на искрена љубов и солзи не е сведена наративност надвор од текстот, надвор од границите на реченицата. Туку напротив, книгата, која е своевиден реквием, поделена е во два дела, поетски и прозен. И таа објективно е огледало на поетовата душа, на писателовиот живот. Дали треба да бараме литературни правила, стилистички карактеристики во делото што е пред нас? Јас би рекол не. Затоа што не секогаш правилата во литературата се покажале како потребни и својствени за одредено време. Како што литературните правци настанале од стилот на литературното дело, така оваа поезија и проза во денешно време ги руши правилата и нормите на оние кои денес се нарекуваат големи писатели, а вистински само времето ќе покаже дали е така. Книгата Искрена љубов и солзи, ако го најде патот до читателот, тогаш е вистински оправдана и ќе живее како лектира не во училишните клуби, туку во нашите глави и во нашите мисли. Животот боли. Животот непрестано боли. На маргините од нашата душа го чувствуваме пулсот на нашето живење. На маргините, тогаш кога сме безпомошни, кога едва и го гледаме денот, кога уморно ја трошиме ноќта, зашто очи немаме, имаме тага, болка, болка. Тогаш боли. Скршена од животот, скршена од денот што натежнува како бреме на нејзините плеки, Мимица во книгата Искрена љубов и солзи го гради својот свет на тагата. Тогаш кога ја осознава среќата, тогаш ја осознава и несреќата. Тогаш кога го раѓа животот, тогаш и умира надежта дека утре може подобро да биде. Нејзините лирски чувствувања се нејзин внатрешен порив, нејзино четиво кое наивно го пишува романот на животот. Во нејзината нарација никој не смее да препознае недостиг на литерарност, недостиг на лексика. Напротив, нејзиниот излив е душобол кој продира длабоко во секој што се одлучил да го прочита нејзиниот живот низ прозаичното раскажување на болката и лирското чувствување на емоцијата која повеќе е теговна отколку рефлексивна. Книгата на Мимица не е опит за да се отслика од живеаното, туку таа е пример како може човек да тргне барем само делче од превезот што го обзело срцето.
Та е пример дека некогаш зборот, ако се фрли на лист хартија, човековата душа ќе се ослободи, ќе почне да дише и ќе свати дека и покрај се постои иднина по која треба да се чекори. Срцето не е патека да поминеш, не е оган за да се стоплиш, ќе каже авторот кој неуморно го слика својот непребол. Во прозата на Мимица не постојат епитети, не постојат метафори со кои би се препознале или би сватиле дека уметноста нуди колорит од размисли и сваќања. Напротив, светот е таков, каков што, цитирам, Господ ќе предодреди, завршен цитат, притоа алудирајќи дека реалноста е горко четиво кое мора да го прочитаме. Срцето е Божи храм, вели Мимица, во кој можеш да влезеш и во него да останеш вечно. Срцето е чудна направа која чука за оној кој ти зема од него половина и никогаш не ти ја враќа таа половина. Срцето е љубовта која се крши на две и ни дава поука дека себичноста е заклетва на оние кои заминуваат, а закон за саканите, оние кои што остануваат. Секоја љубов своја приказна, а ниту една не личи на друга. Така некако ни стиховите ќе ни порача Мимица, велејќи дека и морето не може да биде толку длабоко како длабочината на човековата душа. Ни небото не може да биде толку бескрајно колку што човек може да има осамени ноги. Автобиографските црти на книгата се и повеќе од очигледни, но нели не постои автор кој барем во некои сегменти од своето творештво не се отсликува самиот. Не постои поет кој својата интима барем во некој стих не ја разголува пред читателот. Така и Мимица душата ја отвора за да го запознае читателот дека животот е ветерница која постојано ги менува своите движења, така како што некој тоа го диригира од некое непознато место. Кога сакаш некој, најмногу се плашиш дека можеби ќе бидеш повреден. И ќе бидеш, ќе каже Брентон Скот Горел. Така и нашиот автор болката ја носи како повреда од загубениот сакан. Во поезијата на Мимица ја откриваме универзалната порака дека љубовта е во врска со пријателството. Оној што љуби има вечен пријател, без разлика дали тој пријател е овде меѓу нас или не. Автобиографската повест Искрена љубов и солци е уште еден доказ дека творештвото е богатство кое го носи секоја човекова душа. Само треба да се овековечи на еден или друг начин. Другите подоцна ќе зборуваат колку да има оправданост или не. Значи, ова беше и дел од рецензијата која што е поместена во книгата, односно отпечатена во книгата, и јас уште еднаш ќе кажам, имав од една страна пријатна задача да пишувам рецензија за ваква книга, затоа што велам за ваква книга, затоа што во последните години сме навикнати да читаме нешто што е премногу метафорично и символично и да бегаме од реалноста. Оваа книга некако и мене ме врати во реалноста, односно ми даде до знаење дека секој треба да се стои на земјата и да чекори на ова тло. Значи да не бегаме, едноставно кажано, со мислите некаде во некои имагинарни светови, во некои символични, метафорични и така натаму светови. Јас уште еднаш би сакал да и честитам на Мимица и да пожелам да не прекрати тука, да продолжи со пишување и на некој начин да ги менува и темите, затоа што секоја нова напишена книга е нова приказна и за нас читателите. Честитки уште еднаш и давам збор да ви се обрати. Добро вечер, драги гости, најмили пријатели, колеги и поздрав на мојата генерација 84-85-та пред основното училиште Кирил и Методи од село Стојаково. Од се срце ви благодарам за поддршката што ја имам за печатењето на моето второ книжевно дело. Искрена љубов и солзи е автобиографска истината за мојот живот и љубовта кон мојот покоен сопруг Златко, кој прерано ме напушти. Книгата ја напиша 2006 година,
но ми беше потребен долг временски период да застанам цврста, храбра и полна со самодоверба, да продолжам понатаму и да ја печатам. Искрено жалам ако некого несвесно побркам со испишаните зборови, но тоа е горката вистина. Премногу прекриги, загуби, солзи. Но кога ќе ги погледам невините очи на син ми, болката се намалува. Сонце мое, ангело мој, никогаш не замена од моето срце. Секогаш си во него, цврсто стојам до синот наш и водам борба со животот. Жалам, искрено жалам што не ги исполни ветувањата, твоите молби и желби што ги побара преразумно. И во тие мигови, љубов моја, ти мислеше на едината на нашиот син и мојот живот. Се уште соберам храброст за да исполнам барем една од твоите желби, но верувај ми, тешко е, претешко, надежда не згаснува. И после 17 години без тебе, болката во градите не стигнува. Небесен ангел мой, верувај ми и прости ми што нашиот живот повеќе не е тајна, што ја чувам длабоко во моето срце. Сега е запишана и многумина ќе ја прочитаа. Не лути ми се. Болот беше преголем, барам излез, те сакам најмногу. Верност. Не заборави на твоите желби и соништа. Не заборави. Се извинувам. Може много. Не заборави на твоите желби и соништа. Не ги предадов твоите тајни. Не се предадов. Твоите желби се пат кон нова цел. Твоите соништа се моја стварност. А тајните останаа скриени длабоко во срцето, незаборавени за секогаш во моите мисли. Бројаница. Изброј ги капките во морето, тоа се моите солзи. Изброј ги звездите на небото, тоа се моите осамени ноќи. Изброј ги листјата на дрвото, тоа се моите тажни денови. Изброј ги и ќе знаеш дали те сакам. Ja si moja gitara
Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи, во емисијата од станица до граница. Гледајте не на телевизија Нова, редовно во сабота и во недела. Ве поздравуваат Тони Аврамов и Васко Трајков. Довидување.